училишта, посебни или редовни, дневни центри, дружинија на граѓани, кои што понатаму стекнатото знаење од овие обуки ги пренесуваат на нивните колеги во здруженијата, исто така работат со нивните корисници, значи доколку еден дневен центар или едно здружение располага со компјутери, меѓутоа им фалела, да кажеме, она пристапна компонента како да им се олесни пристапот на овие лица, но после обуките всушност нивните резултати се многу подобри при работата со корисниците. После секоја обука, исто така, реализираме консултации со цел попрактично да се искористи она знаење кое што сме пренеле на обуките на присутните, меѓутоа и не мора да значи, можат консултации да добијат и оние организации и структури кои што не биле дел од оние обуки. Целта е што попрактично да се искористи знаењето и што попрактично да се работи со овие лица, односно кога присутните ќе се вратат во нивните здруженија, очекуваме дека ќе го пренесат она знаење кое што го стекнале на нивните колеги, исто така ќе имаат подобри резултати при работата со нивните членови. Во ова здружение доаѓам од пред 1 година и 2 месеци, значи негде од февруари месец почнав со активна работа овдека во ова здружение и овдека јас бев обучен, значи за работа со Word, работа со интернет, работа со сега моментално работам на доусовршување на Excel-от, значи имам некои основни познавања, но јас сакам да одам уште понапред. Од обуката сум доста задоволен, да ви кажам право. На почетокот кога започнав, јас работев на нивен компјутер и понесов добри впечатоци од тука, бидејќи уште од првото мое доаѓање јас видов дека они се подготвиле за работа со вакви лица и беше опремен центарот. На крај, како заклучок на сето ова, јас можам да ви кажам дека компјутерот денеска го користам сосема нормално при изработка на семинарски, понатаму читам текстови слободно од интернет, можам без проблеми да примам пошта колегите кога ми пишат, без проблеми да си ја прочитам. Со еден збор, значи, можам целосно да се вклопам во работата. Од почетокот да дојдете тука, сум учел некои работи. Например, тука сум учел веб дизајн, CorelDRAW и мрежи. Највеќе корист ми носел CorelDRAW, бидејќи сум работел наставна страна на списање од гимназијата што сум учел. Друго работам приватно, одржување на компјутери на комшии, на роднини, на пријатели, кои му треба помош од сферата на компјутерите. Му помагам. Со нено доаѓаме во овој центар веќе година и пол, значи некаде од основањето, со намера да се запознае со компјутериве и евентуално да користи по прашање на моторика, графика, описменување и така натаму. Во почеток имаше проблеми малку со снаоѓањето, меѓутоа со време доста сигурен, си ги засака компјутерите и доаѓаме тука еднаш-два пати неделно. За тоа време приметувам дека има подобрување кај него, особено по однос на координација, пошто е кај него присутна хемипареза, десната страна му е повеќе зафатена и поентата ми беше да ја користиме десната рака повеќе, а од друга страна да си координира со лева, со десна и со вид, така да мислам дека сме доста напреднале. Мислам дека за него овој центар многу придонесе. Не само за него, мислам за сите деца, гледам дека ја го препорачувам и секаде кај што се среќаваме, пошто стално сме негде во контакти, ги упатувам децата овде. Мислам дека може само да добијат овде и тоа многу. Па он е пресреќен, мислам, кога доаѓа тука, се осеќа поисполнет.
сака да куца тука, да црта цртежи, нели? Целата екипа му е многу забавна, убаво му се дружи. И сега со отварањето нели на мејл адресата, му се отвараат повеќе можности да си комуницира како со другарчињата, така и со роднините. Имаме нели во Нов Зеланд тетка, па братучетки, па таму си праќаат мејлови, па слики, да бидат во тек со настаните. За во иднина, нели, многу сака да работи нешто, да отвара фирми, не знам, чуда такви слични. Значи сака и во иднина да му биде исполнето времето. И така, во главном тоа. Во текот на нашето работење, во постојан контакт и соработка сме со интернационални организации кои што имаат поголемо знаење на оваа тема. Тоа знаење, заедно со искуството кое што го стекнавме во минатите 2 години, сакаме да го споделиме со што повеќе луѓе и организации во нашава држава. Со таа цел направивме ресурсен центар каде што ги имаме овие материјали кои што се некои на англиски, некои на македонски, но и ние се обидуваме да развиваме некои материјали со цел да ги направиме овие информации што попристапни. Како на пример како да го направите вашиот компјутер полесен за употреба, тоест како да ги искористиме сите оние опции во оперативниот систем за да го направиме компјутерот попристапен за лицата со хендикеп. Исто така да работиме на издавање на флеерчиња на кои што ги промовираме можностите на пристапната технологија и сите оние можности што тие ги нудат за лицата со хендикеп. Како резултат на активностите на иновативниот центар, изработуваме серија на брошури како да направиш, тоест како да адаптираме одредени уреди да ги направиме специјални уреди за лица со хендикеп за многу поевтино отколку што тие би се набавили. Поради пониската цена на чинење и поголемата распространетост, нашиот ресурсен центар исто така фокусира на интернет ресурсен центар, тоест на нашиот вебсайт може да се најдат сите овие материјали за даунлод во PDF верзија и исто така многу корисни линкови од каде што може да се најдат многу искуства, многу знаења, многу материјали за пристапната информатичка технологија. Значи, пак сакам да нагласам дека со помош на адаптираниот хардвер и софтвер, секој лице може да користи компјутер и може да има пристап до компјутерот. Немаме ограничувања и во тој момент оштетувањето станува всушност небитно воопшто.